Добро вечер. На почетокот на неделата бројна и висока делегација од Македонија го посети седиштето на УНЕСКО во Париз. Амбициите на нашата делегација беа по подготвениот извештај како обврска од Комитетот за светско наследство од сесијата минатата година, да се представат напредокот, резултатите и плановите, да се обиде во Париз малку подиректно да ги представи амбициите кои отприлика звучат: на вистинскиот пат сме во намера да го сочуваме највредното што УНЕСКО ни го потврдува. За волја на вистината, тоа не е нов јазик. Во таква борба е секоја политичка елита што на било кој начин обавува власт. Тој страв на развластувањето и симнувањето на статусот е единствената работа што во политичка смисла ги интересира. Се помаѓа зад таа етикета е всушност груба континуирана деградација на се што значеше опис поради што 79 и 80 година најпрвен културното наследство и природното наследство, односно Охридското езеро, го добија статусот толку многу редок кој што го дели само со 8 подрачја во Европа, а се на се 38 во светот. Тоа што се случува откако почна така наречената програма за свесност, ургентност, одговорност, сите мерки за управување значи само промена во документите кои не недостигаат, средување на некаквите законодавни рамки, измислување на нови институции, вмрежување за интердисциплинарно следење на процесите, но на терен девастацијата всушност станува се повидлива и со голо око. Се сечат цели брда. Тоа што никој не можел да го замисли, токму во периодот кога се подига одговорноста на највисоко ниво. Кај Горица никнува хотелски комплекс за кој пред 20 години никој не би можел да помисли дека може да помине под радарот на елементарната пристојност во град кој што ја носи титулата светско, културно и природно наследство. Во соседството звездата во изумирање е Преспанското езеро. Тоа што има вода во Охридското езеро не значи дека тоа е звездата што сјае. Тоа што милиони години природата не успеала да им го направи на овие ретки басени вода, луѓето ќе успеат за релативно краток период од можеби половина век, немајќи можност да го пренесат во изворната форма од една до друга генерација, буквално да го девастираат до границите во кои во минато свршено време ќе се зборува за ендемските видови кои што Охридското езеро го прават таква ретка посебност и ќе го претворат во еден басен од вода во кој треба да чекаме само да се врати оној од Будимпешта и навистина слободно да постави парапет и да донесе песок и да го направи вистинска плажа за оние кои што доаѓаат да ги слушаат бучните концерти во Охрид, заборавајќи на сите вредности кои што градот ги испорачува. Локалната заедница е некаде помеѓу. Разбирливо некој мора да им понуди концепт за пристојно, модерно, урбано живење, кое не е невозможно да биде во здрава, пристојна коегзистенција со тоа што значи ригорозна заштита на наследството. Допустот да се миксаат едното со другото, да се дозволуваат интервенции дивоградби, тоа во срцето на стариот град, само го покажува отсуството на елементарна грижа на една генерација потполно неодговорни и корумпирани луѓе. Има ли излез зошто толку страв од евентуалната одлука на УНЕСКО дека на Македонија е време да се симне статусот и Охридскиот регион да стане светско културно наследство во опасност? Што е проблемот? По извештаите на стручните комисии, тој де факто е тоа. Но поради политичкото лобирање, таа одлука никако да биде донесена. Кои предности може да ги даде тој евентуално нов статус кој што може да дојде уште летово на сесијата на Комитетот за светско наследство кој што ќе се одржи овој јуни во Јужна Кореја? Дали се ќе им оставиме на политичките власти кои ги третираат како непријатели сите одговорни активисти, невладини организации,
кои алармираат дека УНЕСКО мора да биде доследен на своите ставови и дека не треба да гази на сопствената позиција, тоа е најдобриот начин да го заштити ова културно наследство. Што всушност значи наследство во опасност и како таа нова категорија ќе даде шанса нешто да се спаси од тоа што не е трајна деградација. Мои гости вечерва за оваа тема се експертот за Охридското езеро, професор на на Институтот по биологија на Природно-математичкиот факултет, кој се надевам во својата кариера нема да зборува беше еднаш едно езеро. Професор доктор Златко Левков, добро вечер. Добро вечер. И тоа што е аспект за другиот дел кој што го допира вториот столб, важниот на УНЕСКО, а тоа е автентичноста. Кога зборуваме за автентичност, првенство мислиме на заштита на културното наследство. Никица Корубин, магистар по археологија и историја на уметност. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам. Јас ќе се обидам помеѓу да успевам да ги спојувам оваа и една друга приказна и едната и другата приказна на начин на кој што тие се поврзани со титулата Светско културно и природно наследство. Да видиме пауза за реклами, па тргнуваме со дебатата. Госпоѓа Корубин, во последните 10 години во кои што доаѓа притисокот и интензитетот на едно друго ниво на комуникации, реактивни мисии, извештаи, обврски. Прво беше 19 препораки за 2 години, па потоа одлуката успеа да симнат со многу славење, успеавме да спасиме, не знам што е тоа што успева да спасат. И така сега веќе е тој ритам некаде година за година. Тоа што го прават властите, и локалните, и централната, што имаат ингеренција околу оваа приказна, е изборот да се спасат од меѓународна репутацијска штета. Тоа е единствениот поглед на работите, а другата страна која упорно притиска за другиот статус, тоа е УНЕСКО да го потврди тоа што де факто се случува во Охридскиот регион, а тоа е дека девастацијата е до тоа ниво каде што статусот културно наследство во опасност е сосема соодветен. Освен новиот опис, тврдат носи предности кои значат друг тип на мониторинг, друг ќе ги пишува извештаите и друг ќе го прави притисокот. Дали тоа е единствената патека да се загуби условно оваа репутацијска штета, иако има примери кои јасно покажале кога се отишло на решение да се симне статусот некаде, например за Баку се завршило се за 3 години и повторно се вратиле на листата заштитено светско културно наследство. Да, ама тоа е, знаете, држави кои вистински се грижат за културното наследство и кои статусот во УНЕСКО го користат за да интервенираат во конкретната ситуација. Ви имате ситуации каде што самата држава може да бара повлекување на заштитата за да интервенира на овој или оној начин и повторно да бара ставање на листата на УНЕСКО. Меѓутоа, ние збориме овдека за фрапантна дискрепанца помеѓу декларативното, кажаното и она што се прави. Вие кажавте, тука не станува збор за заштита и грижа за Охрид. Барањето за постојано одложување преку политичка одлука и политичка интервенција која започна прв пат 2019 година и последователно се случува, еви, гледаме ова 2026 година со тоа што е тоа зголемено квантитативно, речиси пола влада е замината во Париз, иако ја не знам што ќе прават во Париз, затоа што одлуката ја носи комитетот и членките земји на комитетот се менуваат во мандати. И предпоставувам дека истата политичка игра како што се направи 2019 година, па и минатата година со поднесување на амандмани. Меѓутоа, што се спасува всушност? Кој имидж ви и која репутација ја спасувате кога вие треба да имате некаква суштина, срж за репутацијата? Ние во основа го губиме, да не кажам можеби и го изгубивме, ги изгубивме причините поради кои Охрид и Охридскиот регион, тоа денеска се 3 општини, Охрид, Струга и Дебраца, тоа е огромна територија, огромни пространства, се ставени 79-80 година. Тие критериуми поради кои ставено е Охрид да биде на листата на заштитени подречја, значи тие критериуми во однос на културното наследство, тие критериуми во однос на природното наследство, систематски се губат. Систематски се губат поради негрижата на државата, и тоа е еден сложен систем на негрижа, во кој верувам дека вина има секој,
а од друга страна истата таа држава лобира за постојано одложување на неодложеното. Изгубени се од 2017 е првото барање за да се стави на листата на опасност. Ние речиси 10 години изгубивме, а да не зборам што и претходно сме изгубиле децении. Мало појаснување. Комплексна е постапката за да го добиете статусот. Апсолутно. УНЕСКО нема никаква обврска во смисла на одржувањето на ситуацијата и заштитата на исклучителното универзално добро кое го запишала во таа највисока категорија. Со подпишувањето на конвенцијата, Македонија се обврзува дека ќе ги спроведува на највисокото ниво паметното и одговорно управување и дека ќе ги задржи двата столба кои што се најважни кога ја добивате условно оваа назнака, оваа титула. Тоа се автентичноста и интегритетот. Сега веројатно поради недостатокот на интегритет која е пошироката приказна во која гарантирате и потврдувате целовитост на посебноста и гарантирате отсуство, дека ќе се постојано ќе владае ситуација на отсуство од било каква закана. Тоа значи дека ќе ги елиминирате заканите, а не да се најдете во ситуација дека вие всушност ги продуцирате заканите, вие сте заканата. Така е. Тоа се така наречени исклучителни универзални вредности. Има цела низа на критериуми, групации, тоа се групи на критериуми. Во однос на културното наследство Охрид ги исполнува сите критериуми за да биде на највисоко, да биде на листата на ги исполнуваше. Сега морам да зборувам и јас во минато ги исполнуваше 79-80 година, сега се сомневам дека ги исполнува. Тие исклучителни универзални вредности е она што државата треба да го штити. Тоа вие како да имате една форма што сте имале 79-80 година, тоа што го затекнала државата, тогаш поранешна Југославија, со таа што аплицирала состојба, тоа е она што требаше ние да го зачуваме овие 45-46 години. И цел развој, цела урбанизација да ги усогласуваме, односно репер да бидат таа состојба. Значи животот во Охрид, значи животот и секојдневниот живот на луѓето требаше да се ориентира според тоа. И тоа не беше проблем до извесен период. Значи до 90-тите години успеваа луѓето да живеат по тие правила. Имавме институции сериозни, барем од делот на културното наследство, верувам и од делот на природното наследство, каде што се одржуваше тој режим. Главната деградација започнува некаде 98-99 година, зборам повторно за делот на културното наследство, и тогаш започнува интересот интензивен на УНЕСКО и тогаш започнуваат поинтензивно да ги праќаат и своите експертски тимови и на крајот кулминира со 2017 година со реактивната мониторинг мисија и со препораката прва за да биде наследство во опасност. Професор Левков, тоа што можеме да направиме безброј фотографии и да ги споредиме реално сега безмалку од нашата матура до некаквата, како се вели, прва екскурзија на собствените деца и препознавате дека ништо од тоа што реално ја носи титулата веќе не изгледа на тој начин. Целата идеја на заштитата е токму тоа. Кога е во прашање езерото, секој ќе рече дека видливо се е тука. Толку вода, тие плажи, бидејќи скоро поголемиот дел од работите со голо око за нас се невидливи. Дело. Сега почна да стануваат видливи и со голо око, меѓутоа во недостаток на некакви добри едукацијски врски, ние кога ќе ги видиме алгите на брегот, не сосема извесно разбираме како еден биолог на што се тие порака и колку се тектонски промените во најдолниот слој, каде што се всушност најважните ендемски видови, поради кое е тоа толку многу особена реткост. Ако пред Спанското езеро почна драстично да го губи кислородот во последниот слој на своето од 96-та година наваму. Така. И сега веќе со голо око гледаме дека тоа е состојба на безмалку биолошка некаква црна дупка. Сум читала ваши изјави за кои мислат дека тоа е глас на научник
кој што сака да сензибилизира, а ништо така брзо нема да се случи, но веројатно никој не знае кога настапува така наречениот хистеризис или задоцната реакција на која што ние сега со голо око сведочиме во Преспанското езеро. Што вие во таа смисла сега во овој момент знаете за девастацијата на Охридското езеро? Вака, значи неколку теми да пробам Можам да додадам дека можете да знаете благодарение на меѓународни пријатели кои финансираат програми, а не собствената држава која во континуитет ми борала да одржува програми, бидејќи проверката на Охридското езеро не е како дали е добра водата за водовод. Значи, некој збориме за Охрид, треба да знаеме предвид дека тоа е едно од 12 езера во светот што е постаро над 1 милион години. Значи, ние не збориме, во Европа има стотици илјади езера, некои се и поголеми, но единственото езеро во Европа кој што ги има тие биолошки карактеристики е Охридското езеро. Интересно е дека и во минатото, значи кога збориме во минато збориме пред 10.000, 20.000 години, Преспанското езеро ги имало истите карактеристики како Охрид, но како резултат и на тектонски промени, климатски промени и последните 2000 години човеково влијание, особено последните 50 на години, веќе тие епитет на биолошки значајно езеро, Преспанското езеро полека, но сигурно го има изгубено. Охридското езеро има тенденција веќе јасно забележена тенденција да идеме кон губење на биолошката разновидност, односно треба да имаме предвид дека 79 година УНЕСКО го прогласува прво биолошката компонента која смета дека навистина тоа е уникатно езеро кое за разлика од сите останати езера во светот, значи вклучувајќи Бајкал и Танганика и Титикака и Малави, сите имаат, со исклучок на Охрид, имаат доживеано некаква еколошка катастрофа во текот на своето постоење. Единствено езеро во светот е Охридското езеро кое што не зборам 1950 година, 1960 година, кое што не доживеало никаква еколошка катастрофа. Од 1950 година, како започнува индустриализацијата во Македонија, започнува полека, но сигурно... Кога зборуваме не доживеале еколошка катастрофа, зборуваме за природни... Збориме природни процеси, природни катастрофи, дали се тоа вулкански активности, дали се тоа драстични суши, дали тоа салинизација, значи низа на природни процеси кои што довеле да живиот свет во нив изумре, или најголем дел од нив живиот свет исчезне. Охридското езеро е единствено каде што живиот свет ви е еднакво стар колку што е самото езеро. Тоа значи дека од моментот на настанување кога дошло езерото, кога се формирало езерото пред 2,5 милиони или 3,5 милиони години, тој жив свет се уште живеел или живее се уште некаде во езерото, се бори на одреден начин да обстане и да ги задржи своите генетски специфичности кои што им овозможиле. Кој е сега неговиот најголем непријател? Човекот. Добро. Едноставно Што прави човекот? Се бидам сега да ви споредам. Секој кој пристапува неодговорно кон таа вредност вели: па добро, можно ли е со 5 дивоградби на трпејца, ние ќе ја урнеме равнотежата во езерото. Друг ќе ви рече: па можно ли ако подсечеме малку и направиме пат или симнеме цело едно брдо да направиме хотел, дека ние нешто ќе му направиме на езерото. Тоа е тој лаички поглед дека езерото е толку силно и толку многу во рамнотежа да може да ги издржи сите наши лудости на крайбрежјето. И кога ве прашувам човекот со кои функции на езерото, дали можеме да се доближиме до неколку елементи кои и науката ги смета за одлучувачки за ваквиот интензитет на девастација во последните 50 години. Значи вака, прво да кажам дека Охридското езеро во текот на својата историја имало одредени кажеме инциденти, значи вулкански активности од Италија, доаѓа вулканска прашина, се таложи, настанува некакво пореметување во езерото. Тоа пред 4000 години. Пред 40.000 години и езерото се вратило повторно во некаква нормална состојба после 1000 години. Значи збориме, ако имаме било каков инцидент, што ние моментално го правиме, ако го ставиме езерото да се обстане, да се опорави самостојно, без никаква човекова активност, во тој случај ќе се опорави тек за 1000 години. Но ние треба да превземеме низа на мерки во
крајбрежјето и во самото езеро, кој што ќе доведе до подобрување, да му овозможиме, да му дадеме, карикирам, аспирин, да може температурата да му ја спуштиме, односно ако има веќе некакви заболувања, да пробаме да го излечиме или да му овозможиме полесно излекување на самото езеро. Прво да земеме предвид испуштањето на комунални отпадни води во самото езеро. Системот на канализација или така наречениот убав термин, колекторски систем, е во делумна функција и оноа што функционира не е целосно и не е правилно. Друга работа, не сите домаќинства на брегот на Охридското езеро во 21 век, збориме во 21 век, немаме канализација на брегот на Охридското езеро, што е срамота. Че тоа е нешто што во било која цивилизирана земја да кажете дека канализација не постои во урбани средини е навистина трагедија. Втора работа, во самото езеро имаме различни ефекти од аспект на еден куп на бродови кои што се ни оддалеку еколошки. Треба да имаме предвид дека 1 литар масло загадува 1 милион литри вода. Може да замислите колку бензин, нафта, улје се испушта од страна на стотици бродови во текот на летната сезона, кои што јас не верувам дека сите те имаат некаков добар технички надзор и дека сите се во апсолутно исправна функција. Трета работа што се уште имаме испуштање на индустријски води. Ја имаме Сатеска која што постои многу добар проект за нејзино пренасочување во незиното природно корито, која што Сатеска која носи огромна количина на седимент, која што ги уништува живеалиштата на ендемичните видови. Ние после X години, 50 години дискусија за тој проблем, ние се уште немаме имаме решение, но не го спроведуваме, што е апсолутно сулудо. Значи, веќе има проект изработен за пренасочување. Ние се уште во овој момент, и особено во овие дождови што ги имавме во теков на зимава, во Охридското езеро е внесена огромна количина на седимент, која што дефинитивно има огромно негативно влијание врз целокупниот жив свет. Значи, не е сам плажите, не е едниот аспект на човековото користење. Но друга страна, ние го гледаме, еви како биолози, но и како луѓе, гледаме таа вода и од природен, значи од аспект на изглед, на како сето тоа езеро на видлив начин изгледа. Кога отидете сега на брегот на Охридското езеро, тоа изгледа болно. Тоа, значи, појавата, масовниот развој на алгите во Охридското езеро, во крајбрежниот регион, е директен показател за комунални отпадни води. Каде што имате комунални отпадни води, кај најдете таа зелена алга. Отидете во Охрид, отидете Пештани, отидете Елшани, отидете Калишта, ќе видите масовен развој од неа, што не треба да сте биолог, не треба да сте еколог. Веднаш ќе сватите дека тука имате некакво комунално загадување отпадни води од домаќинствата. Дека нема оправдување, нови сме, расположени сме се да направиме, да видиме што е тоа што треба да направиме, да ставиме нулта позиција, ќе се исликаат, еве сега ќе ги рушиме сите дивоградби. Тоа се буквално 3 дена кампања и потоа ништо од тоа. Во овој интензивен период на закана на губење на статусот, ги видовме тој тип на политички афектации. Ако се земе последниот извештај на Државниот завод за ревизија заклучно со 24 година, тој меѓу другото отсликува дека јасноста на регулативата, поведението на надлежните институции, вклучително и обврските кои во делот на урбанизмот значат многу во смисла на добивањето на дозволата, покажуваат степен на негрижа во кој, да речеме, да сте дел на оваа делегација во Париз во авион, би требало да ви биде срам дека било што ќе кажете там. Зборувам дека еден од патниците во делегацијата има претходни 4 години кои ги опфаќа ово извештајот на Државниот завод за ревизија во својството на градоначалник на Охрид.
4847 барања за легализација, значи дивоградби. 456 правосилни управни акти, значи налози за рушење на дивоградбите, и резултатот на крајот е 0. Тоа го покажува односот на така наречениот модерен град и неговата управа наспроти предизвикот што треба да сочува и од што треба да го заштити модерноста, економиката, динамиката на новиот град, вклучително и правото на луѓе дека треба да избираат, добиваат живеалишта, да се поместуваат, да се движат, но вие треба да им создадете друг тип на инфраструктура или простор за живење. Добар дел од тие интервенции се случуваат во срцето на заштитата и тоа е веројатно деградација во некаков конечен вид. И не знам како. Ќе се срушат ли? Што ќе се направи? Се трајно ќе срушите всушност. Па не, со самата изградба на тие градби вие веќе сте го срушиле културното наследство што е под него. Значи тоа е неповратен процес. Вие зборувате за илегални дивоградби, така како да го употребам терминот. Меѓутоа имаме легални дивоградби. Во првиот извештај на ЮНЕСКО 2017 година, односно на онаа извештај што многу ги уплаши нашите власти од било која политичка провиненција, каде што се бараше ставање на ЮНЕСКО на листата на загрозено наследство, тие не зборуваат за илегални, тие не ни помислуваат дека вие може да дозволите во заштитено подрачје илегални градби. Тие зборуваат за погрешни интервенции што требале институциите за заштита да ги спречат, значи интервенции што си биле најлегално добиени со дозвола, ако ја не смеела да се случи, одштетување на самото културно наследство. Тоа е суштината на проблемот кој се маскира со овој, што не значи дека и ова не е проблем, напротив, и ова е голем проблем. Меѓутоа имаме проблемот каде што системот е креиран и законските регулативи се креирани за да се избегнат интервенциите на заштита и да се дозволи интервенции, односно деградирање на самото културно наследство. И тоа е најголемиот апсурд. Ви имате на само за старото градско јадро на хартија ви е заштитен со 3 закони. Закон лекс специјалис за заштита на старото градско јадро, закон за управување на целиот регион со план за управување со комисии со се и системскиот закон за заштита. Па вие во системскиот закон за заштита на културното наследство воведувате така наречени техники на конзервација или на заштита што де факто значат уништување на културното наследство. И сега ние вината може да ја префрлиме и на политичката интервенција, и на финансиската, и на бизнис интервенцијата, и на луѓето. Што правиме кога последната брана, луѓето кои се во институциите кои треба да го заштитат, не го штитат? Туку работат во функција на ова што го викате издавање на дозволи или илегално градење. Па самиот музеј и завод, кој е надлежна институција според нашата законска регулатива, е нелегална институција. Таа не смее да биде споена институција според законот од 2006 година. Не смеат воедна да биде заштитната и музејската дејност. Никој не се интересира за тоа. Државата не ја интересира тоа. Локацијски е сместена во стариот дел, значи тие буквално може да излезат надвор на балконот и да видат што се случува и како тече загрозувањето на културното наследство. Добро. Знаете, или можеби не излегуваат, не знам, не знам што прават. Но да речеме ако се љубопитни условно за другите гласови кои се обидуваат да алармираат, само да ги одгледаат галериите од фотографии, како растат чудовиштата кои, да речеме, редовно им ги објавува Охрид СОС, секако би виделе дека во соседството на зградата на институцијата задолжена за целокупната заштита растат чудовишта од безмалку 3 ката кои јасно покажуваат дека тоа веќе не е територија, дека тоа не е приказна која бранат со сите нишани на сопствената професија. И веќе ви дадам еден пример само. Ова се интервенции што ги прават приватни лица и барат и секаде ќе имате притисок од приватниот сектор или од така да изгради нешто што е надвор од законот. Системот, така, институциите на системот го штитат законот. Еве куќата на Робевци. Куќата на Робевци не е приватен објект. А она што денеска го гледаме не е оригинален објект. Така, тоа е така наречена факсимилна реконструкција, која апсолутно никаква врска, освен што изгледа како старо. Ги нема оригиналните материјали, го нема внатрешниот интериер како што треба уредено според правилата што ги воспоставила ЮНЕСКО и нешто ги воспоставила ЮНЕСКО, што ги воспоставила секоја здрава, нормална држава или што се светски стандарди за заштита. Или Катедралната црква Света Софија.
Па тоа не е, тоа е објект, окей, собственост е на Македонската православна црква, имате ле, меѓутоа државата ја прави заштитата. Па некој инвеститор или некој бизнисмен да не бараше да се вгради под несоодветен, да се направи заштита, конзервација несоодветна или реставрација, или да се користи како обична сала за концерти, а не како културно наследство. Проблемот е што кај нас генерално културното наследство се става во функција. Дали во функција на туризам, дали во функција на музички или било какви манифестации. Проблемот е што вие за да може да ќарите, условно кажано, од културното наследство мора да го заштитите. Ние тој чекор го прескокнуваме. Кога ќе ги погледнам професор Левков амбициите за бројките и очекувањата, ноќевања, туристи, нова политика, субвенции на туроператори, само дојдете во Охрид. Ако е тоа потрага по какви и да е туристи и по бројка, тоа значи дека сте се откажале од свесноста дека постојат луѓе кои ја знаат убавината на оваа приказна и кои веројатно никогаш нема да бидат туристи во конкуренција на овие што доаѓаат само затоа што на 2 август Девид Гета има концерт во Охрид. Тоа се и тип на туристи веројатно кои прилично инвазивно се однесуваат кон благото. Сега не е коректно да зборуваме дека тие специјално нешто, но локалната заедница и таквите туристи прават една чудна симбиоза во која тука додека сте се ќе направиме да ги уживате предностите без оглед колку се последиците по културното наследство или извонредното универзално добро и неговата вредност. Кога сега зборуваме за некакви нови почетоци, ајде да им веруваме. Кога е во прашање езерото и целата приказна за рехабилитација и заштита. Во нашата глава мислиме дека тоа се толку многу пари да е залудно да зборуваме и притискаме да се почне од некаде. Имате ли вие некакви од истражувањата математики, некакви особено невралгични црвени точки кои значат да почнеме веднаш ургентно и при тоа е скапо или не е скапо? Воопшто не е скапо. Значи, постои документ кој е сосема солидно припремен, кој се однесува на план за управување со Охридското езеро, во кој, меѓу другото, има направено детални пресметки колку кошта секоја од активностите кои се неопходни за ревитализација на Охридското езеро. Тој документ е доставен до сите надлежни институции, од министерства, агенции, локална самоуправа, невладени организации, буквално е и достапен исто така на интернет, така да буквално секој кој сака може да го погледне. Во него е наведено дека ревитализацијата и финализацијата на канализацијата или така наречениот колекторски систем за целокупното езеро, вклучувајќи албанската страна, тоа кошта некаде околу 70 милиони, односно македонската страна тоа било околу 50 милиони евра. Но ако тоа збориме, значи, да се комплетно ревитализира и да стане функционална една од најголемите опасности што ги имаме на Охридското езеро. Од друга страна, пресметките кои што велат колку ние имаме така наречени еколошки добра што ги добиваме од самото езеро и неговата околина, произлегува дека изразено со пари тоа е некаде околу 280 милиони на годишно ниво. Што значи дека ако земеме вкупната сума која што е потребна во рок од 5 години да се ревитализира од 50 милиони или 10 милиони годишно, ќе испадне навистина многу смешна сума на пари кои што треба државата да ја инвестира во Охридското езеро за првенствено за еден од најгорливите проблеми. Се разбереме и други проблеми кои што можеби се и значително поевтини, кои што вкупната сума што би требало Македонија да ја инвестира во Охридското езеро за целосна негова рехабилитација и заштита од природен аспект, се јас зборам, не од аспект на културно наследство, изнесува неколку 250 до 260 милиони за период од 10 години. Че тоа е по 25 до 26 милиони годишно треба државата да издвојува за да го
заштитиме Охридското езеро. Дали е тоа многу или малку, јас не сум економиста, не знам. Веројатно Министерство за финансии, Министерство за екологија, транспорт, врски, веројатно многу подобро ќе знаат да пресмета таа вредност 25 милиони евра, дали е навистина некоја висока сума да се одвои на годишно ниво за најзначајниот воден екосистем, па не кажеме на планета. Тоа се претпоставувам пари кои се неопходни за интервенција за системите кои што веќе постојат, некои од плановите кои треба да се реализираат, кои се политика на физичко исклучување на непосредното загрозување. Дали кога УНЕСКО за својата прва одлука 79-та дека ова е тоа, звездата на сите звезди, најголемото, најстарото езеро во Европа, Охридското езеро, со сите описи што тоа подразбира, има на увид нешто што значат континуирани истражувања во кои Левков може да се појави и да рече да, ова се тенденциите и предпоставувам дека тоа би требала да биде таа одговорна држава која ги финансира тие студии без оглед дали кон неа ќе пристапат и странци кои се веројатно љубители на езерото на начин на кој што и вие сте во програми кои што истражуваат за другите езера. Нема таков список дека има континуитет во нашата политика за финансирање на научно-истражувачка дејност и сега УНЕСКО на основа на што ја проценува длабината на загрозата на тоа што го опишала, а тоа се ендемските видови, ако ние се занимаваме на ова прво ниво на елементарна физичка заштита. Тоа е безмалку, не може да држите клозет на плажата на Охридското езеро. Охридското езеро. Значи, постојат бројни студии... Што е за ова студии... подлабоката анализа? Значи, постојат бројни студии кои се генерално финансирани од страна на различни донатори, светски агенции, значи, Обединените нации, германски, италијански, француски фондации. Значи, добиваме преку таа меѓународна соработка имаме опција да истражуваме, да добиеме релевантни податоци. Например, еден од последните поголеми проекти кои што само допчењето на Охридското езеро изнесуваше некако околу 2,2 милиони евра, кој што беше финансирано од десетина различни извори, од страна на Македонија беше финансирано 0, и за сите тие истражувања што се правеа биолошки од нашата лабораторија, ние добивме 0 поддршка. Но, од друга страна, постои една институција, која се вика Хидробиолошки завод во Охрид, која што формално, според закон и според сите документи, е одговорна за следење на состојбите со Охридското езеро. После неколку политички би рекле предизвици, јас ќе кажам, после неколку проблеми во таа институција. Прво е недостатокот, или оно што цело време збереме, недостатокот на кадровски решенија, кои што доволен кадар, за разлика има доволно опрема, но нема луѓе кои што би работеле со таа опрема. И втората работа, нема доволно средства од страна на државата да се спроведува регуларно мониторингот. Барем така беше во минато, јас се надевам дека конечно некој ќе свати дека податоците што треба да ги добиеме за Охридското езеро треба да имаме континуитет за да можеме да ги следиме трендовите. Без следење на трендовите, ние можеме само да здаваме некакви предпоставки, што ќе биде, но може и да не биде, може ќе биде бело, а може ќе биде црно. Сепак во науката не збориме дека треба да имаме конкретни податоци врз основа на кои ќе ги доносиме предлозите за спроведување на одредени мерки за заштита. Например, би го зел само примерот Велидаб, кој што е едно од најбитните биолошки локалитети во светски рамки. Не зборам за Македонија, не зборам за Охридското езеро. Значи, таму имаме 80 ендемични видови на полжави. Само на тоа место. На еден камен вие може да најдете енормно многу различни видови. Тоа е, велам, едно од најпрекрасните места. Ако видиме, според податоците, што се случува во тој дел, бидејќи таму се наоѓаат, како што реков, еден голем дел од така наречените диво градби, илегални градби, ќе видите дека количината на хранителна материја, тоа би било адекватно на нашата гликоза во крвта, е 10 пати зголемено.
Тоа значи дека тие организми сега се у некаков хипер нутритивен шок. Исто, ако, например, на било кој човек зголемиме 10 пати гликозата, се знае дека ќе колабира. Тие проблеми кои се јавуваат во Охридското езеро, пак велам, се поприлично комплексни, бидејќи треба да земеме предвид и дека Преспа влија исто така врз Охридското езеро, ако ги земеме податоците за Светинаум, каде што Вилем истекува водата од Преспанското езеро за отприлика 8 до 10 сати, доаѓа водата од Преспа во Светинаум и од тука истекува во Охридското езеро, ќе видиме дека таму водата често пати има 8 пати повеќе хранителни материи од тоа што треба да биде регуларната. Така да, тој процес е навистина многу комплексен. И сега преведено во овој, како се вели, туристички јазик, како да стигнеме без многу гужва до Светинаум, да се искапеме во најчистата и најубавата вода, колку што разбирам од вас, не е логиката. Не би се согласил. Не е логиката на езерото, Не би се согласил со тоа дека е најчистата вода, бидејќи често пати таа покажува високи вредности на хранителни материи. Професор Левков, овде ќе треба да одиме на пауза, понекогаш за реклами, понекогаш помислувам дека тој град, тој регион заслужува дури и во образовната програма од најмала возраст друга едукацијска култура. Напросто децата од Охрид не може да знаат за Охрид толку колку што знаат децата во Куманово, во Штипот, и на тој начин локалната заедница ќе ја подига и културата и свесноста за реткоста во која живее и која експлоатира на всушност секој ден. Можеби во добар дел и не знаејќи за сите аспекти на нејзиното значење. Пауза за реклами. Конкуренцијата, условно речено, на културното наследство не брои толку милиони години кои, како се века, во својата табела ги имаат биолозите, трагајки по се што останало и живеело во овој прилично голем воден басен, кој што сме на прагот ако продолжиме вака да се однесуваме и навистина да го третираме како има вода, има туристи, тоа не се повлекува и ќе биде одлично за некои други намени. Идејата дека културното наследство нема смисла да биде вредност сама за себе, условно речено недопрено, се повеќе кај нас се претвора во идеја дека нужно тоа мора да биде кулиса за културните настани. Тоа турка добар дел од важноста на објектите како што е, например, античкиот театар. Сега сум на трагата на тоа што вие се обидувате да го зборувате. Конкурс, дајте да видиме решение. И сега, ако останете невнимателни на делови кои витално ќе оштетат приказната, а имаат тенденција да применуваат потполно модерни елементи, влегува ли тоа толку многу во мода и дозволено ли е било каде што зборуваме за исклучително заштитени локалитети, или сега овдека се во судир едната обврска за исклучивост, автентичноста, која може да биде само легитимацијска карта за УНЕСКО, и потребата дека таа старост, таа негова употреба морате да ја потпрете и со некакви нови материјали некаде тука околу, па ќе речат не е баш толку многу видливо, ама повеќе не е тоа што било. Еве сега се обидувам да споменувам локалитети кои скоро секој ги посетил, знаат прилика што значат, без да наблегуваме во важност или деталите на некои други места кои исто така го живеат своето сквернавење. Примерот што го давате со античкиот театар е само еден пример идеален за апсурдноста
и за неискреноста на ова што се случува, додека нашата политичка елита или извршна власт де факто и локална власт оди и бара пролонгирање, институцијата, една од надлежните институции за културно наследство на својот Facebook профил става како би изгледало античкиот театар доколку тој би се не знам што реконструирал. Треба тие да дадат дефиниција што е тоа, затоа што тоа е апсолутно недозволено, како да ви кажам. Дури би рекла забрането, не сме да помисла, значи не сме да помисли лаик тоа да го направи, а не институција за заштита која е надлежна да го заштити. Таа треба да го заштити театарот, таа треба да го конзервира, евентуално да го реставрира, бидејќи Охридскиот театар е во сосема добра состојба, солидна состојба во смисла како е најден, како е истражен. Она што треба да го направат е да го заштитат. Тие не треба да дозволуваат ниту, или ако дозволуваат веќе да се изведуваат различни музички настани, тоа да биде со строга регулација и заштита. Тие сакаат нов театар. И па каква е ситуацијата, ви се молам тогаш, зошто ние би очекувале од некој политичар министер кој нема никакво звање или образование или познавање од ова, да има повисока свест од институција која е надлежна тоа да го прави или од индивидуалец кој работи во таа институција кој е образован за тоа да го прави. Тоа е целиот апсурд на Охрид, што кога и фелата заштитарска, археолошка или како и да, или на историчари на уметност, архитекти, се во функција на некакви си политички, партиски замисли, кој тогаш го брани Охрид? Излегува дека вие како медиуми, како новинари, невладините организации или поединци како професорот, се единствената брана, ма таа во ред вие се институционална, меѓутоа не сте директно, не може да го завршите целиот дел, така можете сугестии да давате. Кој го брани во моментов Охрид? Кој го штити Охрид? УНЕСКО се труди да ни каже, не, вие не го штитите Охрид, вие го уништувате Охрид. Ние се обидуваме да ви помогнеме, а ние што велиме, не остајте, ние да продолжиме да се го уништуваме. Само сака да ви дадам кратко, ќе ви дадам хронолошки. Интересот за Охрид, интензивен од страна на УНЕСКО, започна кога почна првите истражувања на Плаушник. Тоа е некаде 98-99 година. Првите археолошки истражувања на Плаушник се претворија во ова денеска што е Плаушник. Јас мислам дека не постои во светот археолошки локалитет кој е трансфериран во градежно земјиште и каде што се изградени нови објекти што немаат никаква врска со археолошкиот локалитет. Тоа е, еве да ви објаснам, како на пример на Акрополот да изградите резиденција на поглаварот на Грчката православна црква или на премиерот така до Партенонот да стои една нова градба и да велите па добро, ние го истраживме Партенонот сега дај да изградиме нова градба. Тоа ние направивме на Плаушник. Тоа направивме на Плаушник. И сите закони кои се носени, 2010 година е донесен законот кога започнува втората, 98-99 година почнуваат првите археолошки истражувања и црквата нова која и за мене апсолутно недозволива што се изгради Свети Пантелемон и Свети Климент во меѓувреме стана тоа. Бидејќи локацијата е таква, па продолжија со оној познат проект Универзитетот на Свети Климентовиот универзитет, непостоечки, непотврдено историска приказна, за на крај да финишира. Ви имавте неколку извештаи на УНЕСКО кои велеа ама намалете ги габаритите на зградите, ама намалете бројноста, што таму требаше да има, би се шокирале гледачите да знаат. И целата наша законска регулатива околу Охрид е околу тие датуми. И целата законска регулатива политичка елита ја прави за замислите да се ги тера и покрај ЮНЕСКО. И тоа кулминира 2017 година. На страна што не се третира правилно археолошкото наследство, не само во старото градско јадро, туку генерално никаде на територијата на Македонија, не само во Охрид. И сега, кога имате вие ситуација да имате, не велам дека не треба, протести за се и се што во оваа држава, најчесто за висината на платите, а никогаш од фелата да немате протести, чекајте, дали вие сте слушнале било која што има допирна точка со културното наследство да каже што се случува со Охрид, дајте да го спречиме. Кој врши притисок во моментов на владата? Кој врши на органите во моментов притисок? Исти невладени организации, исти поединци, индивидуалци и медиумите. Никој друг. На кој им се проверува знаењето, подложни се под дискредитација, што ти знаеш. И сега овој круг од прилика би требало да знае се, никаде, како се вели, никако да го нема во тие први редови на гласност, затоа што тој им е повикот и платата, меѓу другото во институциите во кои што работат. Имам само едно дополнително, сега ние мора да разбереме дека политиката живее од
постојаната перцепција, осет, што е тоа што поминува, колку лаги добро спакувани ви носат резултатот и на крајот на краиштата на изборите треба да се победи ако сакате да останете во тоа исто столче. Во таа смисла, сите што денеска зборуваат дека се загрежени, нека ги проверат своите избирачки ливчиња, како одлучувале, вклучително нека не ни објаснуваат кој го сече брдото на Горица, чиј е хотелскиот комплекс, сите одговори ги имале далеку претходно, сметале дека тоа не е баш толку важно и да намалат со возбудата и непријатноста и изненадувањето. Се има логичен тек во таа линија на криминалот, корупцијата и толеранцијата на некаквото свесно граѓанство. Но, дали е можно на начин на кој што досега е поставена целата приказна, на тој град одговорно да му овозможите динамика, економија, живот, пат имаат право да го живеат 21 век, и при тоа да ја сочувате ригорозноста за која што тој вели, ма не можам да ја поднесам во мојот двор. Ама кој е тој ЮНЕСКО, јас не смеам да ставам клима. Јас не можам да ставам лимен покрив. Ова е наследство од генерација од моите родители и тоа е мојот избор дека ќе живеам тука. Тоа се практичните работи кои политиката се обидува да ги почувствува и да биде толерантна кон ставањето на покривите на соларните панели, на се друго што инаку овој процес на автентичност и заштита го забрани. Знаете, статусот што го добива во ЮНЕСКО е поради квалитетите што ги има. Значи, привилегија е за тие луѓе што живеат во стариот дел да живеат во стариот дел. Тие не треба поради ЮНЕСКО да не ставаат, туку поради наследството на кое лежат нивните куќи. Поради наследството кој го наследиле, тие не го наследиле само од фамилијата познато од пред 2-3 генерации, туку тие го наследиле од пред 20, 50, 100.000 генерации. Тоа чувство ние треба да го имаме. Тоа чувство за припадност треба да го вратиме. Тие луѓе треба сами да чувствуваат дека треба да го заштитат. Се разбира дека државата има редица механизми како да им го олесни животот, како да ги субвенционира тие луѓе, како да осмисли превоз, што не мора да бидат возила. Знаете сега што се случува кога доаѓаат реактивните мониторинг мисии? Се празни стариот град од возилата и се рекреира една ситуација. Сега кога ќе дојдат експертските тимови, они замислуваат дека тука нема ниту едно возило, дека луѓето се апсолутно во Мислам, знаете кого ние лажеме? Самите себе си се лажеме. Самите себе си се лажеме. Има механизми, има модели. Проблемот е што не сакаат да ги употребат ниту механизмите, ниту моделите и сега ние доаѓаме до едно суштинско прашање. Дали ние Охрид го чувствуваме за свој? За онака идентитетски свој, бидејќи нели постојано ни се говори идентитетот ни е загрозен. И па кој идентитет ни е загрозен? Идентитетот ни е не да ни е загрозен, го уништивме до, да не кажам, до пепел. Не, прашањето дали не го сакаме Охрид? Дали го сакаме Охрид? Дали го тука е чувствуваме? точното прашање. Дали и локалното население, ако нема желба да го заштити, во тој случај било кој, нити ЮНЕСКО, нити власта, нити било која, нема да има начин, нема да има можност тоа да го направи. Единственото нешто што може да придонесе за подигнување на реалната заштита, не на хартија, реалната заштита и на езерото, и на културното наследство е да локалното население го чувствува прво како свој и го сака и да проба да се бори за него. Да се бори за своето наследство и да се бори за својата иднина. Јас такво нешто со ретки исклучоци, искрено кажам, јас не го гледам. Дека постои такво нешто. Долго времето како ќе видиме подоцна ќе разговараме, звучеше како ќе бидат упорни некаде, можеби тоа ќе го продадат, сега е повеќе од јасно, мислам дека и од позиција на вице-премиер, министерот за транспорт и врски, инаку охриджанец, и премиерот зборуваат дека сосема известно е дека адакта приказната за пругата која поминува, пругата за Лин и дека коридорот 8 секако ќе биде изместен, бидејќи веројатно ова е позицијата за која е потполно јасно дека тоа е главната задача на таа страна, условно речено, на езерото, која што за ЮНЕСКО е важната брана. Падна идејата за ски центар на Галичица. За среќа. Ете, гледате ние. И хотелот. Тие ќе измислат луда идеја, ние ќе речеме добро за среќа се откажа. Во сред езеро,
хотелскиот комплекс од господинот на собрата Рој, да. Со брата Рој. Значи тоа беше нешто што е најкатастрофално што можеше воопшто да се замисли. Може би не сте во тек, сега има некаква брза офанзива за измени на правилникот за урбанистичко планирање и некоја чудна категоризација што значи хотел од државно значење, со оглед на тоа што Охрид не е лекс специјалис во правна смисла потполно секакво исклучување на секој закон, кога ќе почне ова да важи, а како се вели, дури територијата на езерото е државно земјиште, кога ќе речете хотел, има повеќе од 1000 квадрати, тоа е од државно значење, ќе стигнат брзо до така наречените потполно легални дозволи. Да, доколку тоа навистина, пак кажам, и локалното население го дозволи тоа, во тој случај ние навистина не заслужуваме. Се обидувам само да ве разоружам во пресметката дека не чини толку многу така наречената репарација на распаднатиот систем на заштита. Од имозоците се трошат на некоја друга идеја во која лежат многу повеќе милиони од тие што вие се обидувате да ги замислите како доволни да направиме цело кога има се и тоа навистина да функционира. Не заслужуваме да имаме ние заштита под УНЕСКО. Тоа ќе биде крајниот резултат. Ја мислам дека многу од луѓето ќе бидат среќни, од особено локалното дел од локалното население, затоа што супер, сега немам заштита, сега можам да сечам и да палам трската, иако тоа е едно од најголемите биолошки. Ама тоа и сега го прават. И со заштитата тоа го прават, нема разлика. Да, ама тогаш видите тоа нема да биде криминално дело. Сега тоа е формално некакво казниво криминално дело. А во тој случај, ако немаме таа заштита, супер, сега можеме апсолутно што сакаме да правиме, да се дигаме хотели, градби, земјиште, магазини, фабричиња, ќе спуштаме вода, масла, се што ни треба во езерото, апсолутно немаме никаков проблем. Јас верувам дека воколку се тргне заштитата УНЕСКО, значаен процент од луѓето и во Македонија и во околината на Охридското езеро ќе бидат среќни. Што мене ми е навистина многу вознемирувачко. Дали ве вознемирува како истражувач, професор? Вие на студентите им предавате предмет Охридско езеро, дека тој би можел во вашата кариера да стане нешто што добива белези на минато време, како што да речеме начинот на кој што се распаѓа приказната со Преспанското езеро и можеби најдобрата слика колку стануваме безчувствителни за вредноста покрај нас, бидејќи тоа е всушност прамајката на Охридското езеро. Точно. И тоа што и се случува на прамајката, веројатно, како се вели, му следува на поголемиот басен, иако ние сега поради некаквата сила негова за внатрешна рамнотежа се уште не ги гледаме последиците од инвазивното наше делување. Почнуваме да ги гледаме, но ќе ги видиме значи проценките се дека за следните 30 години веќе Охридското езеро ќе го изгуби епитетот најзначајно езеро во светски рамки. Тоа се базирано на податоци, мерења, што ги имаме правено во последните 30 години. Тоа е таа аналогија дека тоа на што сведочевме, а не го разбиравме со Преспанското езеро пред 30-40 години, му следува на Охридското. Значи, што се случуваше со Дојранското езеро 80-тите години, 86-та година кога почна неговото намалување, се случи тоа што се случи, со истото сценарио е Преспанското езеро, сега во овој момент оди, и за едно 20 до 30 години ќе го имаме Дојранското сценарио во Охридското езеро. Тоа е, биологијата е таа, значи ако вие постојано некого го храните, тој ќе биде 120 кила, 150, 200 кила ќе стане. Значи вие ако му внесувате постојано комунални отпадни води, од земјоделие, од индустрија, од се и се што, тоа езеро ќе трпи точно определен период, да потоа, тоа се случи со Преспа 2016 година, 20 години трпеше и отеднаш после тоа реагира и се појавуваат масовен развој на алги и разни други проблеми. Истото тоа, сега сме во таа фаза со Охридското езеро, која се уште трпи, но очекуваме за 20 до 30 години повторно истото да се реагира
бурно да реагира. Да крај сме, госпоđo Корубин, одлуката реков дека ќе биде во јуни, таа една релативизација на министерот за култура, ние да бидеме спремни, не може да се очекува се. Има ли внатрешни сили за пресврт, да речеме, да имаме ист јазик и дури политичка елита која конечно сваќа и вели добро, статусот во опасност, што де факто е Охридскиот регион, ќе ни донесе се што е повеќе од шумовите што ги имаме внатри, постојано се бркаме, не сум јас одговорен, ти си одговорен, ти фали една анализа, ти фали нова институција, и дека тоа би вовело малку повеќе ред и можеби сензибилизација која ќе ни даде шанса да се извлечеме. Дали има политичка волја? Не, дали има некакви внатрешни сили, освен невладините организации кои во мрежата и на своите европски пријатели ќе го направат истото што го прават и во тите претходни случаи. Јас ви гарантирам, зашто знам дека 2019 година зошто лобира беше не во мое време да биде. Истата причина е сега не во мое време, само што нивно време е времето на власта на конкретна политичка партија. Нема и ние мора да работиме под притисок и да го искористиме се додека има интерес од УНЕСКО за нас да го искористиме интересот, се додека има интерес од Европската унија за нас да го искористиме интересот. УНЕСКО да дојде, мислам, статусот да го добие заштитен загрозено подрачје, односно културно наследство во опасност, од прилика нешто ќе биде како што ќе започнат поглавијата, преговорите по поглавијата. Тој мониторинг ќе ги добиеме тие средства, тој стручен капацитет. Ја затоа велам, фелата треба прва да бара да биде во опасност затоа што таја ќе научи нешто, тие луѓе во институциите што работат ќе научат нешто, тие студенти што студираат ќе научат нешто и тие ќе извршат притисок на тие политички елити што имаат или немаат свест или се водат од партиски или од лукративни интереси. Значи како човечки потенцијал има, меѓутоа за жал поголемиот дел од човечкиот потенцијал е надвор од институциите или од надвор од моќта да одлучува. Треба да кажеме дека сме болни за да добиеме лекови. Ние велиме дека сме апсолутно здрави, а гледаме дека болеста се шири интензивно и се лажеме самите себе. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Знам и наполно сум сигурна и го следев овој период од 2017 до сега, кога ќе ги видиш возвраќањата. 2019 ВМРО вели се што градевме растуривте во ваше време, овие викаат не во ваше време реактивната мисија и тој неподнослив затоа што сега не може да има искрена полемика од тој начин на својатање, не во мое време, голем историски успех и сега едноставно немаат позиција на доверба што и да кажат и едните и другите, бидејќи се длабоко замешани во оваа калварија која му се случува на Охридскиот регион. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија, пријатно.